На здраве! Во Република Македонија, во центарот на житницата Пелагонија, во близина на сообраќајницата што ги поврзува градовите Прилеп и Битово, во градската општина се наоѓа археолошкиот локалитет Стибер. Стибера е засега најголем познат град од античко време. Тој бил изграден на речето Бедем во близина на реките Црна и Блато. Црна река и Блато, а денеска Стибера е окружена со селата Тополчани, Загорани, Рувци, Новоселани, Тројкасти, а најблизо до Стибера е селото Чепигово. Од археолошките истражувања и од мерметните плочи кои се пронајдени во локалитетот Стибера и од скулптурите и од мерметните скулптури е утврдено дека Стибера датира од 3 век пред нашата ера до 3 век од нашата ера. Тој бил главен град во областа. Најбитни градби кои се откриени во Стибера се Харамот на Тихе, божицата на среќата и изобилството, и гимназиумот во кој учеле угледни граѓани и се обучувале војните. Стибера му служел како постојана војна база за обучување на војниците на македонските цари. Во 170 година пред нашата ера, царот Персеј тргнал од Стибера во поход на племето Панести. За животот во градот кој живеел во изобилство на храна, вода, вино, раскажува и оваа легенда. Жителите на Стибера, задоволни од изобилството и среќата, решиле да изградат на божицата на среќата Тихе храм. Во него поставиле скулптура на Тихе која седи на престолот и ја држи раката во раката ја држи топката на среќата. Задоволни тогаш Стибера, символ на постојаноста на среќата, секој ден жителите и носеле и принесувале жртва на Тихе. Житото секоја година раѓало, добро раѓало, а овошките биле плодни, реките биле богати со риби, а старата многу бројни. Сејавот и среќата толку многу ги одзела жителите, што тие повеќе престанале да им носат жртви на Тихе. Тогаш Тихе многу се налутила и ја завртила топката на среќата во своите раце. Во тој момент Стибера е погодил голем земјотрес. Толку многу голем што го уништил и никогаш повеќе не успел да се изгради. Затоа, драги мои, верувајте во среќата и таа секогаш ќе ви следи. На здраве!